не е дали ти ќе го менуваш судскиот совет или не. Океј. Сите знаеме дека судството и довербата во владењето на правото е клекната на колена. И дека и некакви промени таму се потребни, никој не го спори тоа. Ако новата влада има некаква идеја дека сака да го менува судството, почнувајќи од распуштање на совет на суди. Океј, прашањето кого ќе ставиш? Дали ти ќе го распуштиш судскиот совет и ќе го наполниш со своји луѓе, за да со тоа имаш дополнителна контрола во судството, или ќе го смениш и ќе отвориш некаков процес, кај што тоа ќе изгледа колку толку на некоја нормална. Одговорот на Мицкоски на вакво прашање, бидејќи имал вакви прашања, кога ќе стаиш и како ќе биде новиот состав на судскиот совет, тој вели нема ние што да се мешаме таму, судиите сами ќе се собираат меѓу себе за тоа кој ќе биде во судскиот совет. Без оглед на тоа, што мислиш за Преспанскиот, дал мислиш дека треба да се продолжат преговорите, да се отворат. Едноставно на целиот Балкан таа работа изгледа ретроградно. Имавме пред неколку дена се српски собир. Да. Тоа изгледа како од најдобрите денови на Милошевиќ. Да. Видовден на Газиместан. Што се случува во Босна. Босна има два наратива паралелно. Едниот е почнуваме преговори, другиот е ќе се делиме. Да. Мислам, нешто што во суштина е тотално некомпатибилно. Што е еден геополитички контекст? Европа е очајна за некаков напредок. Гледајќи дека на Балканот нема некои многу здрави кандидати, можеби Црна Гора има некакво светло на крајот на тунелот, Албанија некој декаплинг, ние сме со Србија и со Босна и со Косово тотално заглавени. Вика дај да тераме Молдавија и Грузија. Пази, тотално се неспремни. Ниту Молдавија, ниту Грузија, но во очај ЕУ да покаже некако. Молдавија и Украина. Така е, и Украина. Извини, Молдавија и Украина, не Грузија. Да. Моја грешка. Нема и за Грузија имаат они тотално неспремни ќе пикаат у тој процес. Таму бомби паѓаат. Они ќе зборат за кандидатски статус. Тока е дојде на таа шизофренија. Паралелно ЕУ вика, и тоа Макрон го зборува јавно, вика неќеме веќе банана држави да влагаме внатре. Ќе ги внесеме, ни се собирате као на Евровизија, и после не можеме ни буџет да донесеме, ни одбранбен буџет, ни ништо. Тоа им се деси со Унгарија и со Полска. Денес Унгарија ја казнија 200 милиони евра. Значи, така изгледа геополитичкиот контекст. Ајде да видиме економскиот контекст. Како изгледа економскиот контекст во Македонија? ВМРО ДПМН наследува висок дефицит, голема задолженост и при тоа целосно разгалена социјална средина. Кој како сака повисока плата, шаторот пред влада. Сакаш тутунари, сакаш земјоделци, сакаш лозари, сите навикнати. Линеарно покачување на пензии, секој штрајкува, минимална плата. Од каде? Социјала. Од каде? Значи, а при тоа, главните инвестициски проекти потрошени однапред 5 години заради Бехтел Јенка. Значи, буџетот на Македонија некаде околу 4,4 милиарди евра, 4,5. 4,200 се потрошени дента кој ќе отклучиш владата. Кој ќе го донесеш буџетот. Не знам, 3 нешто за социјални трансфери, плати и така. Уште 700 милиони, 800 колку е дупка у пензиски фонд. Уште нешто, ти си премиер на 200-300 милиони евра. Толку. А тие 5 години унапред потрошени за стратешки инвестиции со Бехтел Јенка. Крај. А тие 200-300 више си ги ветил за општините. А за тие 200-300 имаш барања како за 2 милиарди. Да. Така што нешто мора да се случи таму. Ние паралелно имаме две пандемии. Пандемија на превработеност во јавна администрација и пандемија на недостаток на кадар во приватен сектор. Две паралелно, тотално некомпатибилни, превработена и неефикасна јавна администрација, а у приватен сектор работник добар не можеш да најдеш ни со боринче. Па не знам дали е некомпатибилно или апсолутно компатибилно. Може да се апсолутно компатибилно е заради тоа што треба да го поттикне приватниот сектор и да го абсорбира како работна сила или државата да го поттикне практично вработувањето приватен сектор, државата поттикнува обратно од приватниот сектор собира и ставува администрација. Така е, собира од приватен. Сега малку и нашиот карактер тоа поттикнува. Да, ние имаме карактер овој југоносталгичарски. Така, клати врата, зимај плата демек учи за да не одиш на работа, учи за да идеш во администрација, да. Така е. Да. Тоа е прашањето ми е имаше кога веќе сме кај администрацијата мала дигресија ќе направиме, имаше неколку ветувања во кампањата од
тогаш кандидат председателски Гордана Силјановска и сегашен мандатар Христијан Мицкоски, тогаш нели беше кандидат. Во кампањата они велеа дека ветуваат дека ќе работат на стварање на мала, ефикасна државна администрација, а видовме дека минатата недела изгласа формирање на нови 4 министерства во кои што сигурно нема да има помалку администрација од тоа што е досега. Да, Патем Силјановска најави и вети намалување на бројот на министерства. Тоа е нелогичност. Тоа е некомпатибилно. Некомпатибилност, да. При тоа беше една од главните работи што изборевме пред да почне емисијата. По некои проценки потребни се уште 400 закона да поминат, 400 закона да поминат за вистински новите министерства да ги добијат вистинските надлежности. Надлежности, закони, правилници, сектори, префрлање. Сите закони кои што се например, кои што го задолжуваат Министерството за економија за грижа во туризмот, сега ќе треба да се префрлат, не знам. Не само тоа, концесии, например. Да. Ти имаш 300 активни барања за концесии. Ајде секој тоа целата администрација префрлаа во новото министерство за што е енергетика, рударство и сега ќе треба да се прават измени на закони, измени дополнувања за да се сменат со надлежен за тоа е Министерство за рударство. Наредните 6 месеци новите министерства не може да си ги земат своите надлежности. При тоа Македонија е еден, како да ви кажам, едно помало предградие во Њујорк. Не знам што ќе ни се 20 кусури министерства. 24, да. На страна ветувањата, дали они ветувале 16, па сега завршиле со 20 и така натаму. Обратно ветуваа од тоа што го направија сега. Ветуваа намал. Меѓутоа, не е на крајот бројот на министерствата, окей. Нека направат 100 министерства. Дали ќе вршат министерствата работа? Ви имате ситуација во која не можете да извадите дигитално извод од матична книга на родени. Не може дигитално, туку ви го бараат не постар од 6 месеци. Што ќе направам? Пали ќе се родам у 6 месеци. Што ми барате, што не може дигитално да се извади. Значи немаме дигитализација на услугите. Не можеш да завршиш, ние имаме ситуација, возачка не можеш да извадиш. Предходната влада имаше ситуација, пасоши не може да издаде. Мислам, збориме за основни функции на државата. Не збориме дека ние ќе почнеме да правиме нуклеарен реактор. Збориме пасоши да имаме институти за тоа. Имаме институти за тоа и за семенски материјал. Се што треба имаме институција. Да. Имаме 16 научници. Да, малку се земаме себе си пресериозно. Тоа треба да просечен градоначелник у Њујорк ја владее Македонија без никаков проблем. А ние малку метастазираме со тие министерства. Уште 6-7 уствари, како му доаѓа по број? 8, више 8. 8 Македонии. Колку е Њујорк? 17 милиони. Добро, која е математика во целава приказна? Зашто мислиш дека почнаа со тоа што де факто ќе блокира јавната администрација и работата на новата влада? Може да се случи и таков процес, нели? Сега ако некој чека за концесија, сака да инвестира, ќе чека дали да се префрлат ингеренциите, па нема да се издава, па чекај кој требаше да потпише, како треба. На ниво на шпекулација е мојата проценка, но мислам дека се работи за два фактора. Првиот беше дека Мицковски сакаше да провери дали има 80. Затоа што тоа беше првиот чекор, и второто беше дека најлесно е да ја смениш владата на почеток. Создаваш поголем колач за делење. Со коалицијските партнери знам да го вовлечеш и влен внатре имаш повеќе министерства за делење, полесен е тој пакет, а при тоа можеш да провериш дали имаш 80 претеника. Мислам дека тоа беше причината зашто он почна со тоа. И сега кога веќе етаблираше дека има 80, мислам дека треба да очекуваме иницијатива за распуштање на судски совет, иницијатива за распуштање на совет на јавни обвинители. И така, сите оние проекти кои ги најави за 80. Кренар Лога, министерот за правда, се уште актуелен. У последното негово интервју кај колегата Васкол Петровски рече дека тој во комуникација со меѓународната заедница, поточно со партнерите од САД и од Европска унија, вели дека од таму доаѓаат сигнали дека тие ќе бидат против распуштање на судски совет и совет на обвинители. Може да се случи тоа. Може да се случи со Соединетите американски држави кои по најавата на амбасадорката туриле на тона пари во нашето судство, ние ништо не сме виделе. Пола милиарда, Пола милиарда туриле во судство, не сме виделе ништо од тоа. Може да се спротивстават на тоа. Но види, поважна која е суштината? Според мене. Не е дали ти ќе го менуваш судскиот совет или не. Океј. Сите знаеме дека судството и довербата во владењето на правото е клекната на колена. И дека и некакви промени таму се потребни, никој не го спори тоа.
Ако новата влада има некаква идеја дека сака да го менува судството, почнувајќи од распуштање на совет на суди. Океј, прашањето кого ќе ставиш? Дали ти ќе го распуштиш судскиот совет и ќе го наполниш со своји луѓе, за да со тоа имаш дополнителна контрола во судството, или ќе го смениш и ќе отвориш некаков процес, кај што тоа ќе изгледа колку толку на некоја нормална. Одговорот на Мицкоски на вакво прашање, бидејќи имал вакви прашања, кога ќе стаиш и каков ќе биде новиот состав на судскиот совет, тој вели нема ние што да се мешаме таму, судиите сами ќе се собираат меѓу себе за тоа кој ќе биде во судскиот совет. И исто така и за обвинителите. Арно, ама ние имаме претходно искуство во кое што гледаме дека обвинителите кога се бираше, на пример, Ислам Абази, да. кога се бираше, ние знаеме обвинителите како гласа, значи гласа со телефонски инструкции. И на ист начин, на пример, се гласаше и за членови на судски совет. Се гласаат и судии на ист начин. И сега тоа се практично ќе си ја олесни работата за поставување на нови членови во двата совети, бидејќи тој притисок нема да биде јавен, насоките нема да бидат јавни, туку ќе бидат на телефон, а јавно ќе се збори, еве си се избраа сами, нема проблем. Еве вака. Ако веќе фативме судство. Има две работи тука. Едната е, јас до сега не сум видел, следам македонска политика 30 години. Не сум видел партија која не се мешала во судство. Да. Значи, што политичарите зборат и што прават се различни работи. Ако сакаш да правиш вистинска анализа на политичарите, игнорирај го тоа што го зборат. Гледај го само тоа што го прават. До сега не сум видел партија која не се обидела да влијае во судството. Така што, ако ВМРО ДПМН и Мицковски имаат план да го расчистат судскиот совет, мора да вложат дополнителен напор да ја покажат на јавноста, па и на Соединетите американски држави и на меѓународните партнери, дека тоа ќе биде чиста приказна. Тоа е прво. Второ, кога имаш еден клиентелистички систем, ти имаш систем последните 20 години во Македонија каде судиите не носат пресуда без да дигнат телефон. Сами ќе се понудат. Ти кога ќе го распуштиш судскиот совет, судиите сами ќе почнат да се јавуваат кого да постават, дури ако им оставиш они да бираат. Да. Значи се работи за еден систем во кој ти треба да вложиш дополнителен напор да не се мешаш. Инаку, судиите само менјаат боја. Нема никаков проблем. Се согласен. Сега. Они ќе изберат и председател на судски совет меѓу себе, ќе се договорат, абе овој е поблизок со ВМРО, да ќе го гласаме него. Па да, тоа е моавето, фантастично Треба да сакаш да ги пуштиш конците. Да. Треба да работиш на тоа, да ги пуштиш конците, ни сами ќе ти ги лепат они конците. Да. Сега, ако збориме за судство, окей, викаат тешко било. Окей. Тешко. Зашто не спроведуваме, еве новата влада, нека спроведе неколку работи кои сме се договориле дека може да се спроведат. Прво, зошто не се судењата јавни сите? Зошто нема камера у секоја судница? Да се емитува на YouTube. Зошто? Или на канал на суд. Ете, еден начин да се избегне, да се отвори јавноста за судењето и да се избегне дискреционото право на судиите. Зошто не го постават системот такмис да функционира вистински? Во законот стои дека сите судења се јавни, освен кога со наредба на судот, а по барање на обвинител или на адвокат, ќе биде ограничена јавност. Не зборам за тоа. Но јавност дека сите судења се јавни, они подразбираат дека секој може да дојде и да присуствува на некое судење или да дојде медиум и да пренесе. Зошто не се снима секој судење? Ова е друг модел, да. Како да си направат канал и на тој канал да си одат сите судења. Онлайн, да, нема никаков проблем. Да. Одма. Основен суд. Меѓународните партнери ќе им дадат пари за вебкем, да можеш да се закачиш на таа и таа. Имаат им дадоа меѓународните партнери. А они имаат и камери у судството. Зошто нема онлайн објавено агенда на судења? Да можете вие како медиум да видите кое судење ве интересира, закачи се да го следиш. Зошто АКМИС не функционира? Што ти говори што 90% од предметите кои се проблематични се паѓаат свека исти 10% судија. Да, таква ситуација фати Кренар Лога во мислам човекот го не сум го следал многу, ама ми остави впечаток дека стварно знае што се случува во судството. Он фати председателка на суд во Куманово, која што се мешала во АКМИСот и се распоредувала предмети. Да. Тоа е нешто што за кое веќе не се дадени пари. Да. Зошто не направиме ревизија на 5%, доволно се 5% од судењата.
Да. Доволно е да направиме ревизија по случаен избор. Да. 5% од судењата со највисоки кривични одредби и со највисоки пари. 5%. Значи од 100 судења 5 да ги провериш. Да знае судијата дека кога имаш високо профилен случај, неговото судење може да биде предмет на ревизија. Зошто не направивме проверка на имотот на судиите? И диспропорционално зголемување на имот. Значи ние имаме 100 работи занатски кои можеме да ги направиме, не ги правиме тие, се ќе распуштаме судски совет. И новиот судски совет ако не ги спроведеш овие работи, ќе работи како и стариот. Добро, по тоа што го говориш, можам да разберам дека твојот најголем страф е дека работите ќе бидат, како што каже Али Ахмети, како до сега. Да. Дека натаму се движи работа и дека ништо суштински нема да се промени, иако во моментов ВМРО ДПМН да бидеме најреални ги има сите алатки во своји раце, каже 80 пратеници, да од темел ја промени држава. И велиш, они влегува процес на олеснување на преговорите со своите коалициони партнери, односно зголемување на бројот на министерства со цел да има поголем колаж за делење. Види, што е право, ние ВМРО не сме го виделе стапнато на власт. Да. Се уште. Да. Не знаеме што ќе се случува. Минатиот пат, кога беше ВМРО на власт, тоа беше со Груевски, 2006 до 2009 до Букурешт, ВМРО беше ултра ефикасна. Ние тогаш сме направиле најголем помак во структурни реформи. ДДВ воведено, Да. реформа на даночен систем, нотаријат, фискализација. Значи нешто што до ден денес у пола од земји членки во Европска унија го нема. Во суштина тоа е држава. Тоа беше Да. state making, како беше, како вика Државотворна некако државотворна политика. Да. И тогаш Груевски беше златното момче на меѓународната Nation заедница. building.